Господ да му се поклонам. Мене не ми третира на некој човек или на некој служител на Бога, а ќе му се поклонам на него, а утре прави лоши работи. Така е. Те крадат од црквата, да ми прости Господ. Те земат црквенски имоти, те се припишуваат на нивни имиња. Јас тоа не го оправдувам. Јас до крајот ќе се борам правдата да излезе тука во Берг. Тоа ќе се случи сега со Отеческото правителство. До крајот. Ако треба и 100 години да трае, ама правдата мора да излезе на видло и значи злото да биде победено од доброто. Доброто да победи злото, а не злото да го победи доброто. Како тоа? Победи го злото со добро, така вика Исус. Како? Победи го злото со добро. Победи го злото со добро. Тоа. Значи верните ние, верните што се крстиме во Христа Бога и се облековме во Христа Бога. Ние вечно ќе му служиме на Бога. Ние сме спремени со сите сили да патуваме кон небесата. По тесниот и правиот пат. Амин. Амин, амин, амин. Во името на Отцот, Синот и Амин. Светиот. Најдовме христијани. А не, така било, вака било. Така е. Сега, Па има кој си ти човеку да осудуваш друг во Светото писмо, така па бе. тоа е тоа. Кој си ти човекот да осудуваш друг? Никој не може да осудува друг. Само Господ може да суди. Амин. Значи само Господ суди, луѓето ние правиме гревови, ама за тоа треба да се молиме на Бога да ни прости. Има некои се барат прошка и добиваат прошка, ама многу ридање, многу плачење, дали не знам какви гревови имат правено. Ете, например, јас да кажеме, не знам какви гревови, не се многу лоши гревови, секојдневни човечки. Ама кога се крстив на 39 години, јас се крстив, значи отидов во Струмец, се вратив на одмор и сестра ми вика, ајде да те носам кај Дедо Наум. Кој е тој? Вика, Дедо Наум дојде од Света Гора, тој е многу свет човек, вика, со отец Климент. Ајде, викам, да одиме, да го видам. Одиме таму, иначе фамилијата моја е попска и калугерска. Сите, уште пред 700-800 години биле попови, калугери, спустеници, монаси и така натаму. И јас одам таму и со вера вака влевам. Ма ако ние, знаеш, горделиви вака влеваме. Ама кога треба си спуштуваме главата на Бога му се поклонуваме. И така ме види и ми вика, ти, Димитар, наши православен? Да, бе, викам, оче православен, како може? Ама викам, сум крстен во католичка црква. Како бе ти во католичка црква? Викам, така, викам. Од кај да знам? Во комунизмот татко ми бил комунист и се криел да не го видат. И не сум крстен, на 17 години ми крстија во католичка црква. И тој ми вика, сакаш да бидеш православен? Абе, јас сум православен. Не си православен докога не се крстиш. Викам, ајде да се крстим. И направивме да се крстиме и се крстивме во септември. Датата не можем да се седим. И на тој ден, знаеш како беше? Да ви кажем право, вака. Како небото се отвори одгоре. А како ми е било, не можем да ви описам таа среќа, таа убавина. И таму на тој ден беа сите калугери соберени во Пресвета Мајка Богородица во село Велјуса, Струмичко. И беа сите ученици од Богословскиот факултет во Скопје. И ние отидовме, сега сестри ми и мене не направи од базент и отец Климент и господин Наум не крстија таму. И така, вака ми беше страх, мама, што да правим сега Господ, да се крстам, да бидам спасен. И оттаму отидовме во црквата внатре. Сега тоа е, значи, како викат од малечкото дете кога заплачува. Зошто заплачува малечкото дете? Иако е малечко, ама и тоа е родено со грев од Адам и Ева. Од Адам, така. И сега и за тоа тој заплачува кога го се зима од косата, му се пее молитва. И кога дојде попот пее молитва, владиката пее, отец Климент пее, така, сестра ми ја крсти и мене. И дојде во името на Отцот, Синот кога рече и почна вака да ми се собира внатре, душата ми се растресува, почна да ми се люле. Внатре вака ми бранува, како лист на есенски ветер, вака. И викам, не знам што се случило во мене, не знам, и вие кога рече во Светиот Дух, оште не е сечено, кога викнав да плачам. Абе, рикам, знаеш како плачење? Се трешти, надвор сите слушат, јас плачам, не можам да застанам. Плачам, викам, простате очи, не знам што ми. Тој ми вика, сине, по солзите на Мајка Богородица, ти се прочистува телото од сите гревови што ги имаш направени. И си мислам, што бе тој гревови, какви гревови сега? Немам убивано, немам силувано, немам правено преруби, немам крадено, немам лажено. Сега некоја лажичка, знаеш тоа. Ама за тоа викам, тоа е тоа.
Плачев може би сад време. И кога застанав и после застанав и ми вика, ајде вика да завршиме крштевката. И пак ме крстија, значи ме докрстија. И таман треба да излеваме, пак почнам да плачам. И сега си мислам, како јас ќе излезам надвор? Ме чекат 200-300 души. Како ќе ги погледам во очите? И ајде, и викам, оче, што да правам? Вика, ајде, оди. Господ надвор, викам тука Господ и надвор те чека, секаде Господ, вака вика. Сега вика, сигурат се на Господ и тој те милува. Ај, викам, убавина. Викам, сите гревови ми се избришени. Вика, сите како одраѓање, чист како солза. Ај, убавина, викам. Излегувам надвор, ама плачам, уплакан вака. Излегувам, гледам што да видам. Сите вака ме гледат, како изверени, запрепасени, што тој човек плаче. Толку сад 39 години. И одам тамо и вика, ми честита народот и вика, ајде сега ќе направиме, вика, ручек, свечен ручек. И имаше голема сала, се изнаредија сите. Ги примија колку ги примија, другите надвор не изубираше и почна владиката благослови во јадењето. И таман таа да почне да чита, само што ќе каже Господ, зборот ќе одговори Господ, јас плачам. Господ, јас плачам. Мајка Богородица, јас плачам. Ако беше ручекот 2 сати, јас плачам нон-стоп. И владиката нема ќе ме погледна, вика, и кога заврши се тоа, вика, Димитар, што е работа со тебе? Ајде стигаме, вика. Тоа, вика, помина. И викаме ми однатре, и тоа ми вика, знаеш што, кога ќе се плаче и немој да се секираш. Значи, телото треба на цело да се чисти. Си отидов дома, 3 дена плачев. 3 дена. И после што случува, сега да ви кажем и таа приказна. Да. Многу убава приказна. Одам после, си дојдов во Австралија и одам после, да кажеме, после 3 години си одам. И одам во манастирот Свети Леонте во Водочи, село Водочи, Струмичко. И гледам една многу убаво девојче, ама толку убаво сладко како ангел. И младо момиче. И оно за калугерка. И викам, сестро, те прашам нешто? Вика, прашај ме. Викам, да кажи ми, Господ ги повикува луѓето. Како тебе те повика, така младо, викам, да се зацрнеш. И таа ме гледа. Може да ти кажем прво една приказна? Кажи ми, вика. И ми вика, пред не многу време, дојде еден човек, не беше крстен во младен, вика, и дојде на повозрастни години да се крсти. И тој плачеше на тие негови години, 30-40 години. И ми вика, и јас го гледам. И почнам да плачам. И ми вика, мисля на соло точно. Вика, абе, вика, братче, и ако е таа, како си ти, зошто ме прашуваш, вика, мене? Па како ти беше повикан на 39 години да се крстиш, така мене Господ ме повика на 15 години да одам да му бидам керка за веки векова. Во името на Отцот, Синот и Светиот Дух. Господ не помилува и не спасува. Ние сме спасен народ. Не сме ние, што вика народот, луѓето викат грешни. Ние сме грешни докај не се покаеме. Кој ќе се покаеме, тогаш има прегрешенија. Ете, јас им пајкам замерка на црквата, на нашата православна црква, бидејќи тие проповедат до крајот на животот на човекот, проповедат гревови. Значи, јас не сум сега грешен. Така е. Јас сум спасен. Не сме совршени. Ама јас имам прегрешенија, бидејќи некој пат во шала ќе излажеш, некој пат некој вика, ајде излажи ако треба, ама да биде поинтересно. Ајде вика мај. Само Бог е совршен. Така, само Господ е само Бог. И Пресвета Мајка Богородица. Ако не беше совршена, таа немаше да го роди Бог. Таа во нејзината утроба вика го прими несмесливиот, како целиот поголем од целата вселена. Тоа е тоа. Јас има да зборуваме, ние знаеш што, ако ние зборуваме ќе говориме 101 година. Така е. И тука кога доаѓав јас во црквата, јас за тоа со отец Веско, јас поминав невидени моменти. Јас него ќе го сакам во срцето на моите коски, во душата, во срцето, срцевината во срцето е отец Веско. Да. Тој мене ми помогна. Знаеш ли какви искушенија јас имав кога пред да станам клерик? Па не, јас да ви кажувам, нема да ме верувате. Мене ѓаволот ме напаѓаше секоја секунда, јас многу се молив. Јас се молив 24 сати. И кога веќе се молив 24 сати, Светиот Дух почна во мене да се моли. Јас ќе си легнам, се прекрстувам, се помолувам, кажувам молитви и се легнувам. Цела вечер во мене го мислите, Светиот Дух ми се моли во сонот, во креветот. Ќе станам сабајле пак, ќе дојдам тука на тоа. Знаеш како доаѓавме ние со отец Веско? 7 дена во неделата. Имаше празници, 7 дена доаѓав. Не како сега, еднаш во неделата. Секој ден. Секој ден бе. Отец Веско тука 7:00, тој е на вратата.
Некој пат јас 5 минути пред него ќе дојдем, но тој е пред минути. Значи ние тука бевме секојдневно. Мене колку ме напаѓаше ѓаволот не можам да ви објаснам. Да? Секојдневно да рикам, да плачам солзи. И одам внатре и му викам, оче, што да правам? Не знам што ми е. Тој ми вика, како бе не знам што е? Нема нешто што да викам, не знам зошто плачам, му викам. И ми вика, Господи, ајде седи таму, јас седам, ми дава крстот иконата и ми прави масло све. Ми прави, кога ќе ми стави масло, Се смирувате. толку бе, 20 секунди, 30 се смирувам и му викам, о, Господи, Боже ти благодарам, многу од маките ме куртули. Ама тоа плачање. И мојот духовен отец е отец Климент во Зрзе, манастирот, и помошник ми е отец Гаврил во Мелбо. Гледаш какви работи му се случаја на отец Гаврил. И сега тие ќе ги оправдаме ли работи не? Не може да се оправда. Отец Гаврил е човекот, тоа е, значи, јагне Божјо, тој го обединува народот во Австралија. За него нема егејска православна, бартарска православна или Мала Преспа или Голо Брдо. Ето, значи, нас, мене, духовните отци ме учат. Јас, значи, зачекорив во тој православен христијански свет и тука ќе видам до крајот на мојот живот. Амин. Амин. 100 години да видам, јас реков вака, на свето преображение или на свето богојавление или на водокрс или на овие тешките празници. Ако треба ќе лазам, ама ќе дојдам тука да и се поклонам на Мајка Богородица. Тоа е тоа. Тоа е нашето спасение. Не е моето спасение да добијам 15 милиона долари и да ги чувам вака, како да не е така. Да даде Господ да добијам еве пред сите и пред Бога кажувам, некоја награда. За да даде. Имам уште малку кредит да исплатам куќите. Ќе си задржам можеби, ете, да кажеме ако има големи пари, можеби едно 100.000 вака да си отворам некој бизнис, ама бизнис. Мојот бизнис, мојата замислена да отворам бизнис да го ранам народот. Народна кујна. Народна кујна, а на мене не. Нека мене ми дава. Што мене ми треба повеќе од едно јадење и пиење. А сите пари да даде Господ да добијам, камерата снима, тоа ќе ми биде сведоштво. Сите пари до 1 цент ќе ги дадам за сиромаштијата и за сите духовни центри. За слава на Господа. За слава на Бога. Амин. Амин. Слава на Бога, на војзините, на земјата мир, меѓу луѓето добре волја. Амин, амин, амин. Напомош да не биде ден од денешен и се што во него ќе не се случи. Денеска е убав празник. Денот е посветен на Свети Јован Крстител. Свети Јован Крстител е човекот и светецот што го крсти Исус Христос, нашиот Господ Исус Христос. Вчера беше Богојавление, имаше многу убав ден, многу убава црква. Црквата беше полна, народ имаше доволно. После тоа, после литургијата се отиде на реката, се фрлеше крстот и таму се случи многу убави работи. Сега денес дојдовме да му се поклониме на нашиот светец и крстител и претеча Свети Јован Крстител. Имаше црква, јас сум Димитар Попиванов, јас сум клирик во црквата и псалт, значи псалтам на тоа место. Многу сум задоволен од сите верници, православните наши верници, дури и другите верници што се поклонуваат на Бога Отцот. Сите не поддржуваат, секој еден знае на кој се моли, знае за кој живее, знае на кој му се поклонува. Ние му се поклонуваме на нашиот Господ Бог, Спасител, Создател, Исус Христос и на Пресветото Тројство, Бог Отец и Свети Дух. Се поклонуваме на Пресветата Мајка Богородица, се поклонуваме на светиот наш светец од Свети Никола, Свети Јован и сите свети знајни и незнајни. Сакам да им заблагодарам на нашите верници од нашата епархија, црковна епархија Свети Никола на Ангострит 69. Сега градиме нова црква, еве, таа возвишена црква, убава црква, голема црква и тоа е символ на христијанството, со крстот на христијанството, со победникот на христијанството, крстот наш пресвет. Ја градиме црквата, таа блеска со нејзиниот цел сјај и се надеваме дека ете, тоа е мојата замисла, мојата желба, ете за 6 месеци веќе да направиме малечко осветување, да се префрлиме од старата во новата црква и со Божја благодат и со благодатта на Свети Никола, Пресвета Мајка Богородица, Свети Јован и сите свети знајни и незнајни, Свети Димитрија, мојот светец, се надеваме дека во време од година и пол црквата ќе биде завршена и ќе блеска со целиот духовен сјај. Уште еднаш,
ви благодарам, им благодарам на целиот македонски народ. И ги замолувам уште еднаш, ако е можно, да подаруват барем помалку повеќе парички. Значи, јас не мислам дека ако некој даде 50 или 100 долари, дека тој ќе усиромашти. Нити ќе се збогати, нити ќе се усиромашти. Ама ние, црквата, црквенскиот одбор и црквата, нашата пресвета Свети Никола, новата црква, ќе добие многу голем сеај со тие пари. Побрзо ќе се заврши и нема многу да завршуваме по банките, за да не ги плаќаме тие сметки и кредити. Така, од мене толку, благодарам за вашата доверба што ми овозможите неколку минути да го искажам своето и за нашата пресвета црква Свети Никола од Анго Стрит, Норперт. Амин. Амин, да сте живи здрави. Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш, и молим Ти ся, Боже наш, и молим Ти ся, Боже наш. Живај здраве да ми бидеш, сестро. За да много си години, жив. за много Амин, години. амин, Така. амин, ајде, амин.